Му се заканували на Ало докторе клуч наврат. 25 лекари вработени во кол центарот кои преку телефон им даваат совети на пациентите. 4 месеци работат без пари. Проектот што трае веќе 5 години, а е оценет како успешен и од претходната влада која го стартуваше, ама и од оваа која го продолжи, може да сгасне. Оти вработените не сакаат повеќе да работат без да им биде платено. Лекар од Ало докторе кој сакаше да остане анонимен, вели дека поради редовното доцнење со исплатата, веќе дел од ангажираните се откажале, а незадоволството расте. Да, некои од лекарите се откажаа, тоа би било штета голема за пациентите кои што се во приградските населби, кои што не живеат близко до места каде што може брзо да стигнат до лекарска услуга, и на посадите пациенти тоа може да се провери по бројот на повици. Е потребна оваа линија заради тоа што има инцидентни случаи кога не можат да стигнат до соодветна медицинска услуга. Проблемите со исплатата на изработеното 150 денари за час, износ кој со години не е зголемен, траат година и пол. Тоа е во последните година и пол. Предходно може ли каснеја по месец-два, меѓутоа поредовно ги исплаќа средства. И предходните и овие ни ветуваат дека редовно ќе земаме средствата за кои што работиме за минимален некој доход, односно за некој час од 150 денари кој што не е од тогаш откога е проектот заживеан зголемен. Меѓутоа нема ветувања дека ќе биде редовно исплатено, се е тоа само разговорови, а ние сепак чекаме подолго време. Лани, општите лекари и специјалисти што се вклучени во овој проект, цела година чекаа да им бидат исплатени заработените финансиски средства. Од Министерството за здравство не одговорија на прашањата на Алфа зошто доцне исплатата. Последниот пат кога во март годинава исто така ангажираните доктори немаа земено ни денар за тогаш 3-месечниот труд, од Министерството за Алфа потврдија оти средства за овој проект се одвоени преку програмата Здравје за сите. Ама и тогаш не кажаа зошто вработените со месеци чекаат парите да им бидат префрлени. Ало докторе почна со работа на 15 септември 2014 година. Проект што овозможува 24 часовна достапност на лекар за граѓаните кои имаат потреба од здравствени совети. Со Ало докторе, освен тоа што граѓаните од цела држава се советуваат за болести и терапија, се растеретува притисокот на брзата помош, која исто така се соочува со проблеми во работењето, како што е недостатокот на кадар.